Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ Кано. Виз земјоделските задруги, како досега се спроведуваше законот, односно колку тие функционираа и беа ефикасни, и измените за интегрирање на законското слово од законот за задруги во друг законски текст и измените кои што треба да следуваат. На оваа тема се одржа дебата во Струмица, па на почетокот предлагам да ги погледнеме и слушнеме ставовите кои што по ова прашање ги дадоа соговорниците. Па немаме сега направено, меѓутоа сме во фаза на апликација за правење на земјоделска задруга, и тоа земјоделска задруга на органски производители. Малку сме специфични, што сме малку на број и од различен карактер. Меѓутоа, сите не спојува органското, и еве овде сум за да можам да добиам дополнителни знаења за тоа како да го изменаџираме тоа, да можеме, иако сме од различна категорија, да го најдеме нашето заедничко и во тој правец да напредуваме. Се разбира, здружувањето секаде е цел која ги здружува првин луѓето, а со тоа и полесен настап на пазарите, полесно пронаоѓање на самите себе. Се надевам дека и органските производители полесно ќе си најдат пазар како во Северна Македонија, така и надвор од државата. Еве овие правни, да не речем, да кажем, насоки, ќе најдам сега одговори, ќе можеме да се концепираме и полесно да ги совладаме потешкотиите. Добро, имате земјоделска задруга ВГ Фреш Куклиш, кој што обстојува, мислам, еден подолг временски период. Денес има трибина за измени на законот, за законското решение. Кои се оние проблеми кои што ги детектиравте, барем досега во вашето обстојување, кои што треба со законска рамка да се острана, да се надминат? Значи, пред се, секој чест, кој сте вие овде присутни, значи, денеска има една јавна расправа, каде што има предлог од страна на МРФП и КЕР, кои спроведуваат една активност кои дојдено до ситуација да се укине законот за земјоделски задруги, кој ќе оде во општ закон за земјоделски задруги, кои ќе бидат повеќе гранки уфатени, како што беше до 2012. За жал, со овој предлог, мислам дека ние како задруги во Република Македонија ќе дојде до ситуација да немаме закон каде што можеме да се заштитиме сами. Значи, како задруги или како земјоделски стопанства кои сме сега. Ќе бидеме уфатени како општ закон за задруги. Таму кога треба да имаме да се прават правилници во Министерство за земјоделие, па од таму кога ние да се повикваме. За жал, мислам дека ние како една организација МАЗЗ, јас како член на управен одбор тамука, имаме настав да немаме укинување на постоечкиот закон, само да имаме надоградување. Може би овој сега кој поглед на доградување? Може би овој сега закон кој што го има како земјоделски задруги, може би секогаш законите не се како што треба. Значи времето, динамичното време, друзите закони воопшто во земјоделието прават некои ситуации кои до сега може би не е бил, од сега натаму да правиме надоградување на тој. Значи има повеќе примери, ама сега да не ги набројувам. За жал ќе одат со укинување на постоечкиот закон, па таму кога сега ќе треба да се бориме како задруги или како МАЗЗ, Македонска асоциација на земјоделски задруги, во правилниците на Министерството за земјоделие да ги исполнуваме овие услови кои ги имавме до сега. Обстојувате еден известен период, дали ги почувствувавте бенефитите од земјоделското здружување, од функционирањето на земјоделска задруга како ВГ Фреш? Носеше ли поволности, погодности, ги искористивте ли тие како земјоделска задруга за вашите членови? Значи, до сега, мислам дека членовите на задругата имат бенефит. Значи, а од друга страна, цел свет функционира со задруги. Зошто и ние да не функционираме?
Моментално имаме во законот имаме еден член таму ка повртак на 90% на средствата од механизација или без разлика кои други апликации да ги ставаме. Значи тоа нели е бенефит. Тоа е бенефит, повртак на плати придонеси на менеджерите, тоа е бенефит. Значи комплетно имаме. Јас не мислам дека тоа ќе се кине. Можеби ќе одат во правилниците. Ама ипак кога одат во правилниците, можеме некоја година Министерство за земјоделие тоа да го прескокне, а со закон не може да го прескокне. Затоа мислам дека ќе биде потешко за земјоделските задруги. Доаѓа до измени, што конкретно вие како федерација настојувате во иднина да биде законски опфатено и да биде како регулатива? Вие знаете дека и во претходниот период ние како Македонска асоциација на земјоделски задруги која ги застапува интересите на постоечките задруги во Република Македонија, баравме подобрување на законската регулатива, преку кои подобрување ќе имаме подобро функционирање на земјоделските задруги во Република Македонија. Еден изминат период во бивша ЈУ, задругарството во Македонија се распадна и сега се пробуваат со нови чекори да почнеме во подобро раздвижување на задругарството. Во овој период од 2002 година, кога имавме еден закон за земјоделски задруги и во 2013 законот за земјоделски задруги, не го покажа резултатот онаков како што се очекуваше дека ќе биде здружувањето на земјоделците и мораше да се работи на работење на нов закон за земјоделски за задруги општо и сега во напредна фаза веќе е изготвен законот за задруги. Тој закон сега се презентира преку јавна дебата да видиме дали ќе е прифатлив од страна на земјоделците еден таков закон. Ги знаете тие предлози или? Да. Ви одговараат, не ви одговараат? Кои се вашите забелешки на ваквите предлози? Претпоставам дека вие како прв човек ги знаете на федерацијата. Ние сме активни учесници во носењето на новиот закон и изготвувањето на нацрт законот за задруги и како асоциација имавме свој став во кој дел треба да се менува. Да, ние сакавме да остане законот кој беше лек специјалис за земјоделски задруги, меѓутоа тој закон и тој не покажа добри резултати од неговото усвојување. И затоа мораше да се прилагодува носењето на новиот закон. Тие одредби од постоечкиот закон за земјоделски задруги се префрлаат во законот за земјоделство и рурален развој, така да не се укинува целосно законот за земјоделски задруги, него дел од членовите ќе бидат во законот за земјоделство и рурален развој. Има нешто спорно? Па според асоциацијата и нашите видувања на работилниците каде што ги работиме заедно со тимот од КЕР, нема спорно. Се надеваме дека со овој закон ќе имаме многу олеснителни околности и ни се дава поголема слобода во статутите на земјоделските задруги да го издефинираме учеството на земјоделците во задругите. Ги дава повторно оние субвенции вака со бенефитите, нели, со укинувањето на овој закон за земјоделски задруги, колку што ве разбрав, во законот за земјоделство и рурален развој, дали ги имате тие бенефиции повторно за другите? Да, во законот за земјоделство и рурален развој се префрлаат бенефитите кои беа од законот за земјоделски задруги. Министерството за земјоделство тврди дека заедно со фармерите прават се за поттикнување на млекопроизводството. Почитувани фармери, медиуми сите присутни, денес како што кажа директорот тргнавме од Охрид на одбележување на денот на медот, на пчелата, кој што го славиме и соврзавме како земја која што меѓу првите подпиша декларацијата минатата година во Словенија. Денеска имавме за специјален гостин министарката за земјоделство и исхрана на Словенија, Александра Пивец во Охрид, и во нејзино и во моје име се извинувам за тоа што доцниме денеска. Но нека ни биде денот и мед и млеко. И нека е само за убаво. Благодарам на поканата денеска по втор пат да присуствуваме на оваа ваша убава манифестација. И особено ми е драго што Бимилке продолжува оваа традиција за доделување на плакети, за признанија за најуспешните, за фармери за 2018 година.
Млекопроизводството како сточарска гранка е еден од поважните сегменти во агроиндустријата и затоа од особен интерес во креирањето и на политиките на владата и на самото министерство. При подготовка на мерките за овој сектор посебно внимание посветуваме на примерното производство, подобрувањето на квалитетот на суровото млеко и секако потекнувањето на млечната индустрија. Во целиот овој процес од особено значење е и генетскиот потенцијал на добитокот. За таа цел, минатата година се договоривме, во текот на оваа година реализиравме едно од овие мерки и политики преку програмата за рурален развој, токму на барање на менеджментот на Бимилк, на подсекторската група, на вас, фармерите, со промените кои што ги направивме токму во програмата за рурален развој. Значително ја зголемивме финансиската поддршка за мерката за набавка на приплоден добиток и за оваа намена досега се испланирани 1,5 милиони евра, но може да најавам дека ќе обезбедиме во текот и постапката во следните неколку недели дополнителни финансиски средства токму заради зголемениот интерес за оваа мерка. Повикот го направивме токму какво што беше и барањето со променети услови по барање на фармерите, односно прво да се склучуваат договорите, а подоцна да се прави набавката. Оваа мерка е важна за подобрување на генетскиот потенцијал, што крајно ќе влие и на квалитетот на финалниот производ. Како што кажав, неодамна заврши јавниот повик по оваа мерка и до платежната агенција се пристигнати вкупно 73 барања за околу 220 милиони денари побарана сума. Како што кажав, владата и министерството по завршувањето сега официјално и на изборите се на мислење да овој зголемен интерес кој што со измените во оваа мерка која што ја направивме на заеднички интерес и заедничко барање, излеземе во пресрет и закружиме еден успешно имплементиран процес и на нејзината реализација, односно спремни сме да обезбедиме и дополнителни средства во програмата за рурален развој, се со цел да излеземе во сите на пресрет. Односно во пресрет на сите овие барања кои што се поднесе. Би сакал да напоменам дека при мојата последна официјална посета и на Република Чешка, каде што беше и првиот менеджмент на Бимилк, Драган и Ѓорѓи, во рамки на која што македонските компании има средби со чешки компании од млечната индустрија, се отвори и можноста да се прошири понудата за оваа мерка преку набавка на стелни јуници и од Чешка. За развој на овој земјоделски сектор од исклучително значење е ефикасната искористеност на мерките кои што ги нуди ИПАР 2 програмата. Тоа се мерките за инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства и во инвестиции во материјални средства за преработка, односно мерките 1 и 3 кои што возможуваат кофинансирање на трошоците за инвестиции и во овој дел, а за што сведочи и интересот кој што го имавме во јануари и февруари, каде што имавме повици и за едната и за другата мерка и стигна рекордни околу 1250 апликации, благодарност да Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, која што од ден на ден со ново воспоставениот менеджмент секако дека многу поуспешно ќе ги спроведува советодавните и своите изворни улоги и надлежности на терен заеднички со земјоделците, особено тоа е од интерес кога станува збор и за мерките од ИПАР 2 програмата и како што денес може да потенцираме, Република Северна Македонија е лидер во спроведувањето на ИПАР во целокупниот регион. Ако тоа не беше случај во ИПАР 1, каде што искористеноста беше на многу ниско ниво, сега може да потврдам дека нема да имаме доволно средства во ИПАР 2 програмата заради зголемениот интерес, ангажманот, посветеноста, сето она што заеднички го правиме во овој дел, а секако дека во делот на сточарството имаме уште доста работи во делот на поедноставување на соодветни процедури на кои што работиме, особено со Министерството за животна средина. Почитувани, денешниот ден нека биде само повод за уште поинтензивно заеднички да работиме за развојот на овој
сектор и за подигнување на свеста за важноста на млекото за здравјето на луѓето. Особено ме радува што постојат во нашето општество вака одговорни компании, како што е млекарата Бимилк, со кој што имаме извонредна соработка како министерство, кои што даваат особен придонес во подигнувањето и на јавната свест и на развојот на целокупниот земјоделски сектор. На крај сакам на сите оние кои што денеска добија награди да им честитам многу здравје, среќа, успех пред се на сите, за да може да продолжиме сите заеднички со посветена, напорна работа и да заеднички донесеме уште многу нови мерки, развојни политики и позитивни показатели кои што ни следат кои што ни доаѓаат во наредниот период. Убеден сум како еден од луѓето кои што сега се дел во овој период беа и се дел од министерството, дека по стабилизирањето и затварањето на одредени отворени прашања, проблеми и предизвици, убеден сум дека 2019 година сите ќе ги видиме резултатите, но уште позасилено да носиме заеднички и мерки и политики кои што ќе бидат од интерес на целокупниот сектор. Ние како министерство, како институции, тука се и директорите на агенциите, сме сервис токму на бизнис секторот, на фармерите, на граѓаните и сме еден вистински партнер во секој еден момент. Честитки на сите наградени, честитки до сите вас и нека се за добро. Благодарам. Во продолжение на земјоделската емисија, советите кои што за вас земјоделците ги дава нашиот стручен соработник Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Почитувани, иако еве неделата што помина поради дождовите, застана малку садењето на стално место пред се на тутунот, па и на пиперката. Сепак, еве, деновите што се пред нас, се денови каде што се навестува стабилизирање на временските прилики, ќе престанат врнежите од дожд, ќе се покачат температурите, ќе дојде до сончеви периоди што ќе овозможи да продолжи садење на стално место како на тутунот, така и на другите култури, пред се пиперката, кои што се садат на отворено. Би сакал уште еднаш да ве потсетам дека пред садење на било која култура, еве се и тука и за тутунот зборувам, па и на пиперката, потребно е да се внесат основни ѓубрива, со чии што помош понатаму растенијата ќе можат нормално да растат и да се развиват. До сега имаше традиција кај нас да се внесува два типа на основни ѓубрива пред садење, односно органски, и тоа без разлика дали ќе се пелети или па постарински прегорено арско ѓубре, и нормално минерални ѓубрива. Но за да може растенијето да ги прифати, односно да ги прими хранливите елементи од било кое ѓубриво во почвата, односно минералните делови кои што се наоѓаат во самата почва, потребни се микроорганизми кои што пред се бактерии ќе ги разложат овие минерални компоненти. Значи, во секоја почва има азот, фосфор, калиум, калциум и така натаму, и тие најчесто се во така наречена неприфатлива форма за самите растенија, односно растенијата не можат да ги усвојат. Затоа овие хранливи елементи, минерални компоненти, мора да се разложат од страна на бактериите. Ова, почитувани, може да се направи со помошта на ѓубривото Unimax, ѓубриво кој што многу пати со право досега ви го презентиравме, затоа што во својот состав има повеќе соеви или видови на бактерии од типот на агробактериум, бацилус и така натаму. Значи, ова ѓубриво не содржи ниту минерали, азот, фосфор, калиум и така натаму, ниту органски материи, но без негова помош, односно без помошта на бактериите кои што се наоѓаат во оваа ѓубриво,
не можат да се целосно разложат хранливите елементи, односно другите ѓубрива. Значи, просто кажано, вие можете во почвата да внесете и 50, и 100 кила, и колку сакате минерални, па и органски ѓубрива, но тие можат само, пример, минералните ѓубрива да се разложат, растворат всушност, значи да се растворат, а органските да се минерализират, али растенијата ќе ги прими само 20 до 30%. Остатокот, што ќе остане во самата почва, ќе допринесе да најчесто се подигне пеха на почвата, па еве сведоци сме дека веќе во нашиот југоисточниот дел, вклучувајќи ја и Струмичката котлина, почвите се алкални најчесто, со многу висока пеха, што не овозможува растението нормално да раста, да се развиват. Исто така предизвикува и одреден антагонизам, односно блокирање меѓу самите хранливи елементи. Доза употреба една вреќа од прилика за 1 декар, може самостојно или пак во комбинација со некое друго минерално ѓубриво. Пред да ги садите на стално место, нормално земјоделскиот производител со право сака и очекува да не копа, односно како и на Запад, па и во Америка, во сите развиени нормално земјоделски држави, каде што се третират хербицидите, да употреби хербицид. До сега најчесто се употребуваше стомпот, 330 стомп, а сега, почитувани гледачи, од неколку години наназад, веќе во оптек е стомп Аква, исто од BASF, значи германска докажана фирма, кој што, за разлика од стомпот, е поконцентриран и подобро направен со современа технологија, па оди во доза 1 литро до 4 декара, односно за 4 декара. Значи, обичниот стомп беше за 2 декара, овдека е дупло за 4 декара. Пример, 125 мл во 10 литра вода или во 12 литра вода, испрскајте пола декар и се така неколку дена, 1-2 дена пред садење на стално место кај културите како што се пипер или па тутунот како што ги спомнав пред малку. Чепкањето низ архивите на македонските медиуми покажува дека во Македонија имало обиди за заживување на фармите за положави. Поголемиот број од прашаните фармери на положави немале доволно трпение да чекаат, но велат дека и советуваат идните фармери на положави да имаат повеќе трпение, затоа што најмалку 2 години ќе бидат потребни додека да се видат првите резултати кои што според нив можат да бидат мощни, ефикасни и овој бизнис да го направат мощно профитабилен. Сега во продолжение да погледнеме како изгледаат фармите на положави во Израел.
Тоа беше се во ово издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вис. Благодарност за вниманието со кое не следевте. До следната недела, до нашето следно дружење, останете во добро расположение.